Многу провидни сте. И на комисија имавме дискусија и навистина не знам зошто и до кога вака мислите дека може да правите. Дали можеби сметате дека не може пониско веќе да биде довербата во правосудниот систем од тие 3%. За жал, СДСМ и неговиот партнер ДУИ до сега успеа да не уверат спротивното многу често. Секогаш што нив може да биде полошо. И затоа ни се случуваат овие работи. Денеска дискутираме за член, бидејќи се направи повторно преседан, и тој преседан сакаме да го направиме во пракса. Не може така. Почна со уставните судии, се разделија по членови, си гласаме на комисија, односно си гласате за еден член и се доаѓа директно на пленарно. За оние што може би позаборавија, станува збор за оглас на кој што имаше 3 кандидати. Едниот се повлекува, вториот денеска го дискутираме, а третиот се уште не е одлучен на комисија. Се избира еден. Па која е целта? До каде вака? Поискрено може би ќе беше да излеземе ова е од кандидатот на СДСМ, кој што сметаме ние дека ќе го доуништи правосудниот систем. Бидејќи натаму се движат работите. Циркузите за судскиот совет се уште не се завршени, сега ќе правиме циркузи во советот на јавни обвинители. Кој е главниот ударен момент на господјата што е сега кандидат, била кадар на КТС Јанева. Успеала да земе 30.000 евра награда од тоа славно СЕО, кој што на крајот заврши како срам за цела држава. Дали дознавме за тие 30.000 евра што направила, не знаеме. Но еве сега како кандидат и веќе со 3 чекора пред сите останати. Не станува збор за квалификации, не станува збор за докажано, не станува збор за референции, не станува збор за надеж дека тие 3% ќе порастат. Не, туку станува збор за наредба. Исто како што уште една од тие трите граци на СЕО кажува денеска да судскиот совет дека, најде да цитирам, советот е извор на тргување со влијание. Мора некој да се јави да се изврши разрешување или унапредување, или избор. Истото сега не чека и со советот за јавни обвинители. Тоа е матрицата во која што ни метастазира овој канцер во целата држава. И затоа од тоа се повлекуваат сите работи негативни кои што следат понатаму. Не е ова една причина, не се стига до 3% само од еден чекор, од еден скандал. Ние имаме скандали секој ден. Немаме решение на скандалите, немаме завршица на скандалите. Бевме сведоци на генерални секретари на влада хватени во криминал, бевме сведоци кога два бивши председатели на судскиот совет, двете партиски решенија, кадри на СДСМ, докажани со слики, со фотографии, со настани, со све. Како едната се обвинува за тргување со влијание, другата за злоупотреба на функцијата, на очи на цела македонска јавност. Да после тоа да следат уште неколку оставки, токму од оние што беа посочени како несакајќи независни. И се чудиме после зошто не таква состојбата. Зошто граѓаните не веруваат. Дали има нешто пострашно од анкетата за која што барем мене ме зграна? Анкетата е помеѓу самите судии и обвинители. Дека секој третот кај нив се плаши за нивниот живот. Ако тие се плашат, што држава, устав, закони, правилници, сите ние им гарантираме, барем декларативно, дека имаат независност, може да се работат работата, се плашат за својот живот, што останува за обичниот граѓанин? Каква сигурност нашата држава му дава? Или ние му даваме? Еве, не се абстрахираме од одговорност. Сите ние сме одговорни. Вклучително и оваа дебата овде. Дошто дозволиве он напред да биде направен изборот. Да се згази процедурата, да се направи еден лош преседан, да се повтори истиот и така натаму. Не се тоа примери кои што треба да се следат. Тоа се примери кои што треба да се санкционираат. И треба да почнеме нас самите, како први за пример. Што вела друго судиите во анкетата и обвинителите? Не веруваат во самиот судски совет. Самите тие не веруваат во одлуките на судскиот совет дека се независни. Истите тие сметаат дека имат директни влијанија. Ако ги прашате кои влијанија се, повторно ќе стигне до голем дел на партиски влијанија. Токму од ова мнозинство, од оваа власт. А притоа имаме полни усти за Европа. Нема Европа таму. Нема ни Балкан, дури да бидеме искрени. Нема. Зошто? Од каде почна? Од раст судството. Ако некој што е лидер тогашен на владеачка партија кажува тоа се јавуваш, трас се завршува работа, тоа се реплицира.
Тоа е пример кој што го следат останатите функционери нивни, останатите институции, останатите нивни раководители. И стигаме до оваа ситуација од 3%. И како ќе ја подобриме? Со уште едно брутално партиско решение за член на Совет за јавни обвинители без еден ден стаж како обвинител во државата. И тоа сакаме да помине меѓу народот. И сакаме ние како пратеници овдека со нашите дискусии да го оправдаме таквиот избор. Па нормално дека ќе падне и довербата во самото собрание. Кој верува? Јас не верувам во истото. Мислам дека оваа господја овдека може да направи само уште чекор назад. Да, може да дигне телефон кога ќе побараат и да спроведе определена наредба како што си промовира мнозинството, но никогаш нема да спроведе чекори со кои што ќе ја зголеми довербата во правосудниот систем. Никогаш нема да донесе дополнителна правна, никогаш нема да донесе дополнителна сигурност и сигурно дека ќе остане во рокот на оние што се плашат. Не да се ја вршат својата работа, својата обврска, туку да се плашат дали ќе ги исполнат или нема ги исполнат нарачките што ќе ги добијат од Бихачка. И тоа е факт. Тоа е факт. За жал. Имаме барање за информација за судскиот совет. Ги зборам нив бидејќи тие се две како баланс. Така и треба да биде. Судскиот совет од делот на судството и советот на јавни обвинители, кој што е едната страна во самиот процес. И побаравме како опозиција, ајде барем да видиме што се случува. Какви се тие појави, какви се тие аномалии, какви се тие суштински процеси кои што доведуваат до вакви состојби. Да не бидеме само и ние како следачи на циркусот пред малите екрани. Информацијата се уште не ја добиваме. Се крие во фиока, не сака ни да се дискутира. Не може така. Барем да разговараме, барем да видиме пред нас што имаме. Никој не негира дека имаме потреба од брзи чекори. Никој не негира дека имаме потреба од кадровски освежувања таму. Но не вакви. Не вакви кои што навистина не можат да се пофалат со буквално ништо. Кои што не влеваат сигурност дека ќе биде подобро, уште повеќе дека ќе биде нешто поефикасно. Колку се предмети за кои што не е постапено во истото тоа обвинителство. Дали треба да посетиме, например, за извештајот на Стејт департментот, кај што кажува на владина корупција. Дека имаме држава потопена во корупција. Истото ова обвинителство молчи. Со ваков совет на обвинители очекувано. Во било каква друга ситуација требаше барем неколку аларми да бидат уклучени и да имаме серија на постапки токму со таа информација овдека што можеше да биде пред нас. Ќе излезе, ќе кажа, отворивме ваква постапка, ваква ревизија, се презема она, очекуваме во период X да се имаат вакви и онакви резултати, ќе биде подобро. Таа корупција след еден извештај со таква карактеристика за оваа држава нема да постои. Го немаме тоа. Но имаме дополнително уште порадикални партиски решенија и при тоа воопшто да не се обрне внимание ни на постапка, ни на процедура, ни на реакција. Очевидно, вака привидно, директно, насилнички дори би кажал во некои моменти, само да се спроведе партиската одлука. Доколку некој смета дека назначувањето на обвинители кои што ќе ги контролираат другите обвинители во Советот на обвинители утре по промената на власта дека тие ќе му искачат во пресрет и нешто слично се лаже. Истите овие обвинители што вие сега ги поставуваат, утре ќе ги гонат криминалците од вашите редови. Бидејќи се наплотени скандали, наплотени се криминали, наплотени се штети на државата. Никој нема да оди против својата волја, против својата професија и против својата обврска. На ваков или онаков начин, оваа држава ќе дојде ред. Ви благодарам. Има збор Даниела Христова.